109 случаи на насилство врз жени, од кои 3 фемициди за неполна година, го вклучи алармот кај институциите во Штип. Конкретно кај нас во општина Штип, што не беше претходно случај, еве во година и нешто малку повеќе од година имаме, односно има се случаја 3 убиства врз жени или 3 фемициди, така ги нарекуваме. А конкретно кај нас во организацијата, која што е 23 години работи во оваа област, се пријавени од Штип и од околината или има и од источниот дел, вкупно 109 случаи на насилство врз жени и деца, односно девојчиња. И ова е навистина загрижувачки факт. Крајно непопуларниот тренд подитно мора да се сопре, пред се со практицирање на постоечката законска регулатива. Но она што се случува на терен е дека многу доцнат самите процедури за заштита, а не дека само институциите се виновни за тоа, значи и самите жртви кои што пријавуваат поради трендот на економска зависност кој што се зголемува од година во година, се предомислуваат, се враќаат назад, честопати и во уште пред да превземеме некоја постапка, тие се предомислуваат. Токму затоа од невладината организација ЕХО предлагаат измени во казнениот законник. Те промената на член 130 став 2 од законот за заштита, односно од кривичниот законник, каде што се предвидува кривично гонење по предлог на жртвата. Односно, дека самата жртва треба да потпише изјава дека сака да го гони сторителот, кога станува збор за лесна телесна повреда. И тоа е проблем затоа што, таму немаме веднаш кривично гонење, мора да се бара согласност од жртвата. Жртвата нормално дека ќе се најде под притисок на и на семејството, можеби и таа самата се наоѓа во некоја незавидна ситуација, можеби нема каде да живее и така натаму, и се плаши од самиот сторител дека доколку даде нејзина согласност за кривично гонење, во меѓувреме додека да завршат процедурите и додека да се санкционира сторителот, може да се случат уште погроморозни дела. За ефективно сузбивање на насилството врз жени потребно е функционален систем, подвлече градоначалникот Иван Јорданов, најавувајќи дека таков систем во Штип е веќе оформен и ќе функционира безпрекорно. Општината е темелот на создавањето на овој систем, во кој треба да се вклучат многу институции, институционалната соработка, координацијата, вмрежувањето на останатите чинители, Центар за социјални работи, Министерството за внатрешни работи, граѓанските организации и другите институции кои заеднички делувајќи можат да ја подобрат состојбата, е практично еден функционален систем кој ќе овозможи подобрување со оваа состојба во која што се наоѓаме. Ова и други детали денеска можеа да се слушнат на денешната панел дискусија одржана во општината, а по повод националната кампања 16 дена активизам против насилството врз жените.